Почитувани сограѓани, драги пријатели, ете не повторно горди, исправени, храбри и одлучни, решени да одиме до крај, до конечен пораз на погубните политики на актуелната власт, пораз на тиранијата и режимот, решени да ги одбраниме слободата и правдата, да одбраниме демократијата, вредностите за кои низ историјата се бореле и нашите предци, а за жал ќе мораме и ние денес. Почитувани сограѓани, драги соборници, со се она што правиме во сегашноста, го креираме нашето минато, нашата историја, но отвараме и пат за нашата иднина. Ајде сите заедно да ги направиме и сегашноста и иднината среќни и перспективни, да ги направиме слободни и демократски. И да знаете, не сме сами во таа наша намера. Поддршката се зголемува секој ден. Стануваме се побројни и побројни, посилни и похрабри. И не има од секаде, ама баш од секаде. Сега ви ја представувам и ја повикувам да ви се обрати господјата Хелена Аустрел од нашата сестринска партија Социјалдемократерна од Upplands Bro, Шведска, од каде доаѓа огромна и безусловна поддршка. We have been working with SNSD here in Vittula for a couple of years now. I have been here several of times. Работиме заедно со општинската организација на СДСМ Битола веќе неколку години наназад и сум ја посетувала Битола повеќе пати. Last time I was here was in November. Then SDSM, in a very good way, were working with their local issues. Последниот пат кога бев во Битола, лани во ноември, СДСМ Битола работеше на изнаоѓање на решенијата за локалните проблеми на граѓаните од овој град. They had been asking over 20,000 families what they think was the most important issue for their future. СДСМ Битола проведуваше акција кампања преку која посети 20.000 семејства и разговараше со граѓаните за нивните најважни приоритети и проблеми со цел подобра иднина и развој на Битола. An excellent way, an example of practicing democracy through which people decide what is important in their lives and what changes they want to have. Одличен начин и пример на практикување демократијата, преку која граѓаните одлучуваат и кажуваат што е битно за нив и какви промени сакаат да направат. This is the way we constantly work in Sweden, so we can make changes in the infrastructure, social care or education issues, for instance. На овој начин константно работиме и ние во Шведска и ги правиме промените во инфраструктурата, социјалната грижа или, например, во образовниот процес, се само во интерес на граѓаните. One change we made in Upplands Bro recently was the time for trains to come. We made it easier for people to come to their workplace. Една од последните промени кои ги направивме во нашата општина Upplands Bro е зголемување на ефикасноста на јавниот превоз со возовите, набарање на граѓаните кои одат на работа со воз, бројот на линии се дуплира и на тој начин тие полесно стигнуваат до своите работни места. Stockholm is a growing city, so we have to listen where people wants to live, so we can build in that places. People's opinion is important in a democracy. Стокхолм е голем град кој брзо се развива. Затоа мораме да ги слушаме потребите на граѓаните и на тој начин да обезбедиме брз развој на самиот град. Мислењето на граѓаните е најважно во една демократија. Last time when I was here in November, SDSM was working hard in a campaign to get to know what people want and think and to offer solutions for those problems. Во ноември, кога бев тука, СДСМ Битола работеше на кампања за да ги слушне потребите и размислувањата на граѓаните со цел да понуди соодветни решенија. I am shocked when 2 months later I came back and find out that opposition representative in the parliament
elected by the people were thrown out from the parliament. Бев шокирана кога се вратив овде во Битола 2 месеци покасно и кога слушнав дека представниците на опозицијата во собранието на Република Македонија, избрани од граѓаните, беа исфрлени од парламентот. I was shocked when I saw the video with representatives from media also was thrown out. Parliament should be a holy place for democracy. Бев шокирана кога го видов видеото на кое се гледа како представниците на медиумите исто така беа исфрлени од парламентот. Собранието на Република Македонија треба да е свето место на демократијата. The political works for now for SDSM and the Macedonians is to establish democracy again. The regime of Nikolai Gruevski has showed their true ugly faces and that they don't find democracy important. Политичката борба сега на СДСМ и на македонците е за да се врати демократијата во државата. Режимот на Никола Груевски го покажа своето грдо лице и докажа дека демократијата не му значи ништо. SDSM and people in Macedonia, your main issue now is to work against the corrupt regime that don't know how to lead a country in a democracy way. СДСМ и граѓани на Македонија, вашата цел сега е да се борите против овој режим кој не знае и не сака да управува со Македонија на демократски начин. You are doing a hard and important job here in Bitola, which I have followed, in Skopje, which I have followed, and all over Macedonia for democracy. Имате тешка, но многу важна борба за демократијата овде во Битола, Скопје и низ цела Македонија. Macedonia deserves democracy. Macedonia deserves better future. Macedonia needs the union for the future. The Social Democrats in Sweden will continue to support you in your fight for democracy. Македонија заслужува демократија. Македонците заслужуваат подобра иднина. На Македонија е потребен сојузот за иднината. Социјал-демократите од Шведска ќе продолжат да ве поддржуваат во борбата за демократија. When I come back next time, probably in a couple of months, I'm sure SDSM and their partners has won the election in a democratic and fair way, and the better future for Macedonian has begun as the people wants. Кога ќе се вратам овде за неколку месеци, сигурна сум дека СДСМ со своите коалициони партнери ќе победат на фер и демократски избори и ќе го започне нова светла иднина за овој народ. Där живее SDSM, där живее Bitola, där живее Macedonia.